Во вестите на канал ВИС разговараме со писателот Киро Донев, кој што е организатор на детската манифестација Средби под јаворите Видое Подгорец, која што утре и во сабота ќе се одржува во Струмица и Колешино. Господине Киро Донев, ова е 17-та поред манифестација, но овој пат во проширен состав. Што ќе се случува и во овие 2 дена во Струмица и Колешино? Првен ќе ми дозволите да кажам како се роди, а инаку околу физиономијата што рековте, сега како што досега течат подготовките и како што ги гледав, нели, пробите, мислам дека тоа има сосема нова физиономија и тоа е нешто ново и за децата, па и за нас кои што ја замислувавме во почеткот како треба да изгледа таа манифестација. Манифестацијата прв пат се одржа 2002 година, меѓутоа подготовките за неја почнаа веднаш после смртта на Видое Подгорец, кој почина на 14 април 1997 година. Идејата се роди прво кај мене, па јас ја споделив со некои наши заеднички пријатели, бидејќи Видое Подгорец ми беше не само мој уредник додека работи во Детска радост, не само како јас бев негов соработник, тој мене на некој начин ме сметаше неофицијално и за свој помал брат, а јас него се уште го сметам и како духовен татко мене. Јас поделив таа идеја со некои мои колеги од редакцијата и рекоа, вика, па треба таму да се најдат луѓе кои сепак ќе поддржат таа манифестација. Тогаш се обратив до, бидејќи јас на некој начин претходно успеав да некој начин да помогне да се отворат едно училиште во Струмица со неговото име, веќе тој стана патрон на учениците во основните школите во Струмица, а малку подосна и во Колешино. Знаев кој може да ми помогне. На некој начин можеби тогаш не можев да немав некое поголемо разбирање, да речеме, од некои луѓе кои навистина можат да помогнат, да не сакаа. Разговарав со некои негови соселани кои беа учители во Василево. Тоа беше Димитар и Васет Тасев, едниот беше директор во школата, и се договориме и за среќа, голема среќа, тогаш наидовме на едно големо разбирање кај Никола Андонов, еден многу хуман човек, еден прекрасна личност кој беше за среќа и градоначалник на општина Ново село, а и роден во селото на Видое Колешино. Тој се нафати да ни помогне и првите 2-3 години фактички тој беше главниот спонзор и благодарение на него заживеа таа манифестација, која и ден денес ние сме благодарни, не само ние возрастните, туку и децата кои учествуваат на таа манифестација. Добро, тоа беше моето следно прашање, но и ве повторно да зборуваме што е тоа што го променува ликот на манифестацијата која што била порано. Кои се новините, свежините кои што се внесени во оваа година? Во почетокот почнавме така скромно, имавме распишено конкурси да учествуваат деца да творат на тема од творештвото и личноста на Видое Подгорец. Имавме мали симпозиуми, 3-4 години одржувавме, за кои се однесува на творештвото на Видое Подгорец. Меѓутоа сега гледам, оваа манифестација има сосема веќе една многу подобра физиономија и да речеме многу поголема масовност. Заедно, морам ова да го кажам. Кога пишувавме, кога создававме со Видое додека беше жив, јас кога ќе му кажем, добро, увикав бате, добро бате, што ќе твориме ние, за кого, како, што, гледат дека вредностите веќе, системот на вреднување малце е пореметен, не мерат на небаждиран кантар, вредностите не се ценат. Вика Кирчо, ние сме должни да трупаме, да создаваме. Ние сме автори за деца. Мораме да мислиме за едината на децата. А вика, еден ден, ќе дојдат многу попаметни луѓе, млади луѓе, попаметни од тебе и од мене, тие ќе видат, вика, важност на тоа ние што создаваме, не се кај ќе се сопкат, вика, тоа што сме создавале. Сега дојде тоа ден. Мисля, после јас тоа прв пат го кажувам дека после 17 години таа негова визија се оствари. Сега се создадоа, мисля, дојдоа нови луѓе со нови идеи,
па да кажам, прво се вклучи Детска радост, мојата матична издавачка куќа, кај што ние првата средба беше организирана од Детска радост, а сега Детска радост на чело со просветно дело, кое нели го купи брендот на Детска радост и ги вработи сите тамо со помош на уредничката Ксенија Маказлиева, со разбирање на генералниот директор Павле Петров. Па овде сега, вие со Сузана, вие сте вие моторот, ако не бевте вие, ја мислам дека немаше да толку добро да се организира таа работа. После разбирањето од страна на градоначалникот на општина Струмица, од разбирањето на директорот на Домот на културата Антон Панов во Струмица, од разбирањето на градоначалникот во Ново село, па и двете училишта, Видое Подгорец во Струмица и Колешино, и сите овие други училишта што учествуваат. Мислам дека на пат сме да создадеме една манифестација, се разбира, со помош на вас младите, кои сте моторната сила, значи вие сте таа локомотивот, што ќе повлече тие вагони да одеме напред. Мислам дека ќе направиме една манифестација од меѓународен карактер, која ќе биде слична на Змаевите детски игри, која ќе биде слична на под Старом Маслином во Црна Гора. По едно време што се одржуваше куриче манифестацијата воопшто југословенските простори, па овај ликовниот фестивал што е манифестација во Битолски Монмартр и така натаму. Значи, мислам дека пред се голема благодарност до сите вас што се ангажиравте. Сепак младоста си ги покажува своите квалитети во силата, во новите идеи, новиот начин на размислување, следејќи ги сите тие современи текови и на литературата, и на начинот на изразувањето во сите форми. Се надевам дека и утре вечер тоа ќе можат да го видат сите кои ќе посетат оваа приредба и тие 2 дена додека трае манифестацијата, на која што имаме предвидено повеќе работи и така. Инаку многу битно што се јавија од цела Македонија деца, над 540 творби дојдоа. Литературниот конкурс околу 540 творби. И имавме малку тешка задача, зашто сите беа некои задначени по квалитет, да ги одредиме најдобрите, да ги поканеме со нивните ментори да дојдат, да го видат родното место на Видое, да ја видат Струмица, да заживее таа манифестација, да видат наши идни потенцијални продолжувачи на таа манифестација, кога ќе си заминат оние кои, како што сега вие не заминувате нас, па јас би бил среќен што се вели да живее, заради тоа што Видое тоа го заслужува. Тоа е нашиот, според мене, тоа е нашиот Балзак, тоа е една жива легенда, се уште, мислам, ако му е тамо телото, за мене тој духот мој овде, и мислам дека ќе биде и он уште поприсутен сега со таа манифестација во родниот крај. Јас ви благодарам за учеството во вестите на Канал Виз. Се надевам дека ќе имате успешна манифестација и голем одзив.